Додека власта молчи за предлогот на ВМРО ДПМН, устав по хрватски терк, денеска Христијан Мицкоски со нова понуда до премиерот, лидерска или тетатет средба наместо работни групи. Според Мицкоски, работните групи треба да се формираат дури откако иницијативата ќе стигне до собранието и ќе биде изгласана потребата од уставни измени, зашто исто така е потребно двотретинско мнозинство. Јас не би сакал да верувам дека една ваква проевропска влада, која што сочинува дуи и малцинскиот партнер СДСМ, ќе го загрози европскиот пат на Македонија, кога веќе имаме предлог на маса, кој што еве ние како ВМРО ДПМН го прифаќаме и да изградиме консензус околу ова прашање, без да седиме во канцеларии, без да се затвараме, без да мистифицираме, без да криеме ништо од јавноста. Еве, велиме, ајдете господа, одважете се да седнеме и да завршиме работата. Наместо одговор дали го прифаќаат предлогот на опозицијата, што притоа самите го пласираа како теза, владата веќе на големо подготвува терен. Објави повик за експерти и представници на политички партии, кои ќе учествуваат во работните групи. Рокот е до 10 април. Министерот за правда Кринар Лога испратил барање до кабинетот на председателот на државата Стево Пендаровски, Министерството за надворешни работи, Секретаријатот за европски прашања, парламентарните политички партии и експерти кои имаат познавања од уставната материја. Потребно е политичко обединување со цел да се загарантира европската перспектива на нашата држава. За таа цел потребно е да се определи представник кој има познавање од областа на уставното право, кој активно ќе учествува во работната група при изготвување на уставните измени. Со хрватскиот модел кој претходно го нудеше и самата СДСМ, Македонија ќе биде држава на еден народ и на малцинствата во нејзе. Во уставот на Хрватска јасно пишува национални малцинства, а во уставот на Македонија делови од народ, со што македонскиот народ е изедначен со останатите народи кои живеат во Македонија. Додека СДСМ тактизира и ги повика ВМРО ДПМН предлозите да ги достават во работните групи, дел од албанскиот блок веднаш го отфрли предлогот на опозицијата, според новиот коалиционен партнер Алијанса за албанците. Времето на еден етникум во државава одамна завршило.